Здраво Македонија. Нешто по 18 часот, телевизија Сител, време е резервирано за листа за 300. Нашите надпреварувачи се подготвени, чекаат да бидат повикани, па затоа да не ги држам повеќе ниту нив ниту вас, да ги повикам да ми се придружат тука, односно да седнат во нивните надпреварувачки кабини. Како и секогаш, така и денеска прво ќе ги повикам тековните домаќини, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз, а тоа се Антонио и Горан. Повелете. Домаќини, здраво. Трета ептен среќа ова треба да е. Втор пат домаќини. Да, втор пат домаќини, а трето севкупно учество. До сега, успеавте да ми земете севкупно 300 евра за овие две учества. Па да си одим. Предходните две, па ја вика листа за 300. Ја такав тип, да. Па мислам дека е доста веќе. Да не претеруваме. Со Господ напред. Напред. Ќе видиме. Да видиме, да. Ќе видиме каква ќе ни биде и среќата. Денес сам како ќе се склопат работите, не е само среќа во листа за 300, треба и знаење, нели? Така е. Да не сакате вие да си додадете нешто, да ме дополните мене, да поздравите некого. Поздрав сите вработени, што ме гледаат исто по улици и него гледаат, што ме познаваат. Од населба Пинтија, во општина Киселово, да ги поздравувам сите пинтијанци. Ги поздравувам вработените во јавното предпријатие Водовод и канализација. И нормално не можем без Македонската квиз асоциација. Така е. А јас кога сте кај Пинтија, да го поздравам Димитар, водителот и Сарамејс. Таму живеат они сега. Таму се, да. Да, па ето, искористам прилика и јаднив да ги поздравам. Поздравме и ние да бидеме населба од џетсетот. Да, џетсет, да. Така е. Има и друга бивша новинарка таму. Супер место за живење. Пинтија само, нели? Да. Се уште што луѓето малце абе далеку, кога ќе ми каже некој далеку е, кај бе викам далеку, види го до аеродром те 5 минути на село, така да не. Ама тоа е се уште нели живееме според некои од минатото стереотипни стvari. Ја ви поздравам сега овие што кога ќе одиме, знае по улици, не познавате, не честитаат. Нив ги поздрав специјално, да. Да, голем поздрав до тие луѓе. Не за симпатизерите наши. Да, добри, фала ви. И за навивачите. Сте веќе кои навиваат за квизликови. Квизликови, стари волци што викаат. Стари волци. Антони Гора, да не ви одзема повеќе внимание, да ги запознаеме и вашите противници, да почнеме со денешното издание на листа за 300. Значи домаќини, ваше домаќинската кабина. Повелете. Благодарам. А во студиото на листа за 300 се и нивните противници, односно денешните предизвикувачи. Да ги поздравиме. Мартин и Мартин. Повелете. Сега, кој е Мартин, кој е Мартин? Кажи каква. Како сте добри, брат? Прв пат во листа за 300, така. Добре, дојдовте. Се надевам нема да биде и последен. Без разлика каква нели ќе биде денеска крајниот резултат. Ќе почнем Мартин од тебе. Јас сум Мартин Димовски, доаѓам од Штип, роден во Кичево, иначе кичевчанец. Што те натера од Кичево до тук? Мајка ми е Штипјанка и по 18 години заврши средна школа и здравје од септември факултет. Имаш некои планови за кој факултет или се уште размислуваш? Не, треба да размислам, да. Да си размислиш, нема да навлегуваме. Тоа сепак е нели некоја одлука која што треба самиот ти да донесе. Значи, слушај словите од другите, ова ти кажам од искуство, но одлуката на кој факултет ќе се запишеш ти да си ја донесеш, дека твојот живот е во прашање, ти треба да учиш, ти треба како да ти кажам. Понатаму да си ги наредиш коцките. Мартин? Јас сум Мартин Атанасов од Штип. Студирам на економски факултет. На Штипскиот си таму, да. Како се каже? Гоце Делчев, аман мрч, срамота. За момент се блокирав. Имам дури пријателки таму, професорки кои што работат, пријатели и пријателки, небитно кои сега нема да навлегуваме. Како ти оди факултетот? Па добро оди сега за сега, добро оди. Или мораш да кажеш така се дека гледа тато мала. Не. се знам, не. Таман работа. И ми делуваш како дечко кој што се посветува на работите кои што сака да ги заврши. Чива беше идејата да дојдете во листа за 300? Да, гледав, предпоставам сте гледав. Брата ми викам, чекај, имам жалба тука да дојдам и супер. Да. Баш ми е мило што ете, млади нови генерации ни доаѓаат во листа за 300, од овие стари веќе аман. се знам тама работа, супер. Сите сте добре дојдени, многу ме радува ете што имаме сега судир на две генерации, една посредна, една помлада генерација. Јас секој за помладите набивам. Кјутете. На никој не кажувате. Мартин и Мартин, со среќа во продолжение, да не сакате да додадете нешто? Да, јас може да си ги поздравам моите најмили, пред се моите родители. Мојот дел Бранко Штип што ја прате оваа мисија цело време. Голем поздрав до дел Бранко. Да, за моите вујко и војна од Германија и тројцата братовчеди што пратат исто. И гледате во Германија, извери? Да, има си Сител таму, да.
Да. Голем поздрав. И најголем поздрав за моето братче Петар. Петар, колку години има Петар? Пепи има 9 години. Да, помал на тебе, значи да. ти си дупло постар од него. Па 9, да. Така му доаѓа. Ти си му примерот со сега големиот батко. Тој сигурно се чувате, се сагаате многу. Нема ништо побо од брат или сестра. Дефинитивно. Мартин, ти да не сакаш да поздравиш некој? Поздрав до моите родители, пријатели, сите познаници. Голем поздрав и од мене, до сите и вие кои што ги поздравивте. А сега да почнеме, може? Може. Почувате како предизвикувачи, со среќа за понатаму, ваша предизвикувачката кабина, повелете моци. Антонио и Горан, односно Мартин и Мартин, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, останува да ги провериме и потоа да започнеме со денешното издание на Листа за 300. Ке ве замолам да исклучиме прво кабината на домакините. Мартин и Мартин, дали се слушаме? Да. Одлично. Неколку работи само уште еднаш да ви ги напоменам и преска ви ги спомнав, но да не заборавиме. Доколку имате некаков проблем да ме чуете убаво, технички проблем, шушти нешто, веднаш да ми сугерирате за да го средиме тоа. И прашувајте ме доколку нешто не е јасно, не ме слушнете и така натаму. Немојте да претпоставувате, за да немаме непотребни грешки. Со среќа во продолжение, сега ќе исклучиме и вашата кабина. Антони и Горан, дали се слушаме? Абе, не го кради столчето, види го. Реков го краде столчето. Се слушаме добро. Се слушаме. Наши слушаме нови фаци, нови дечки. Да, нови дечки, ете. Можеби овој добар момент да како се викаше, да регрутираме за во Македонската квиз асоциација нови генерации. Им посакуваме добре дојде. Да, тачно. Така е. Секако на самиот почеток. Ама не им попуштаме, кажеш. Нека победи подобре. Нека победи подобре. Јас така. тренерот на мојот син, бидејќи едниот од синовите тренира шах, вели никогаш на децата да не им попуштате. Ако им попуштите еднашка, утре ќе се качат на глава, ќе очекуваат да ги победат сите повозрастни, вика. Да. Така е. Јас се сложувам. Или да им попуштаат. Јас се сложувам дека нема потреба од попуштање. Да, одне се деца ова се вика. Да, така. Па сега нормално. Момчиња. Така, се разбираме за која возраст сега Ако се нормално. подобри, нека си победат. Така е, така. Така е, точно така. Домаќини, може да почнеме? Може. Морам да прашам. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите надпреварувачки кабини. Домакините дадоа зелено светло и да почнеме. А како и секогаш така и денеска започнуваме со првото надавање, односно првата лицитација. Темата за истата гласи: женски имиња на 5 букви. Бараме женски имиња кои имаат точно 5 букви и кои ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, името треба да го имаат најмалку 5 мина наши жителки. Антони и Горан, дали не е јасна темата? Да, само женски имиња ба. Да, само женски имиња, точно 5 букви, бидете внимателни. Мартин и Мартин, дали не е јасна Може од темата? секоја националност. Да, може од секоја националност. Само внимавајте, пак ќе кажам, на 5 букви точно. Да. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање започнувате ковните предизвикувачи. Денеска таа улога и припадна на нашите другари од Штип Мартин и Мартин. Ке ве замолам да исклучиме кабината на Антони и Горан, а Мартиновци, кога ќе имате понуда, споделете ја со нас. 5. 5. Започнуваме со 5. 7. 7. 10. 10. 11. 11. 15. 15. 18. 18. 20. 20. 1. 21. 22. 22. 22. 23. Едно повеќе, 23. 24. 24. 25. 25. 26. 26. И 7. Едно повеќе, 27. Нека одговара. Да одговарат? Ајде да видиме Мартин и Мартин дали доволно надававме за да ги фатиме на кондиција Антонио и Горан. Антонио и Горан, кога ќе бидете подготвени, како што рековме, темата е женски имиња на точно 5 букви.
Името треба да го има во Државниот завод за статистика на Македонија, рековме без разлика дали е македонско, албанско, турско, ромско, српско и така натаму. Требаше другше малце да биде, ама ајде. Треба се другачи беа замислени работите. Добро. Како да, имаме 27 празни полиња, не се премногу, но не се ни малку. Па кога ќе бидете подготвени, започнете. Може. Повели го. Поздрав да мојата братучетка и да мојата балдоска Анета. И мојата сестра. И Анета. неговата сестра, да, се извинувам. Голем поздрав до сите ни. Анета. Точно 5 букви. Прв точен одговор. Ајде, одиме сега со Аница. Аница. Така е. Адила. Адила. Да. 60 Адила во Македонија, точен одговор. Ајде. Ајде. Уф, една комшика, баба Блага. 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 Така е. Борка. Борка. Точно. Горде. Горде. Пет букви. На Г. Горде. Така, горде, да, на 5 букви само барам, видам. Пребројувам и јас тука нарачево. Точен одговор. Ганка. Ганка. Ганка само 8, очекував повеќе да има, но точен одговор. Ај сега број ги колку има Васка. Васка? Ајде да видиме. Мислам дека има повеќе Васка. Васка е точен одговор, само не добив информација колку. Васки Многу. во... Да, ама Многу. претпоставам дека доста. Нешто слично као 3500. нешто слично као А Весна. 2500 се измема пак доста. Точен одговор. Да. Весна. Весна. За Весна. Така, точен одговор. Верка. 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 И Верка е точен одговор. Мислиш Верка, не Иверка. Да, Верка. Само Верка, без и Верка. Верче. Верче. Точно. Драга. Драга. Точен одговор. Донка. Донка. И Донка е точен одговор. На пола сме скоро. Зора. Зорка. 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 Точен одговор. Вилма. Вилма. Така е. Перса. Перса. Точен одговор. Менка. Менка. И Менка е точен одговор. Менче. Менче. Точен одговор. Стана. Стана. Точен одговор.
Венда. Венда. Да. Десет биде во Македонија, мора да ги точен одговор. Ирена. Ирена. Ирина. Така е. Ирина. Ирина. Ирина, точен одговор. Ивона. Ивона. Точно. Ивана. Ивана. Така е, уште 3. Јовка. Јовка. Точен одговор. Абе, зашто да мислам? Кажи ја сега, шо, па ќе мислам. На една мрежа да има баба Пенка. 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 Баба Пенка има една комшика, дали е? Пенка. И има, јас знам 2 само. Ајде да видиме. Баба Пенка. Кој јас знам 2, мора да има барем Пенка, 26-ти, ако биде точен, ќе биде 26-ти точен одговор. На мој изненадување повеќе од тоа што очекував 137. Баба Пенка, поздрав. Баба Пенка во Македонија. Голем поздрав до сите Пенки. да завршиме здрави. со мојата професорка по историја Душка. Душка, историја и моја заедно. Да. Ајде да видиме професорката Душка. Ние сме деца од Корчаги. Најпозната професорка од Корчаги. Така е. Ве оставила на полагање? Јака тројка. Не. Да. Јака тројка. Како извинете? Опа, да. Тим најпозната за 10 вреди. Добро. Ке видиме, да. Со Душка, даваме точно колку одговори колку што побарувавме. 27. Заборавме да број 27 бе, така 27. Фала што памтите место мене. Не сте ми тука само надпреварувачи и како да кажам и асистенти и подседници и се. Антони Горан, честитки за првиот освоен поен, без никакви поголеми проблеми ги испукавме овие. Така делува. Добро, така делува, да, тоа сакам да кажам. Така барем за нас од страна делуваше. Браво за тоа, но знаете, имам уште една лицитација, бидете внимателни. Мартин и Мартин. Добро одиграно, храбро, но фалеше уште малце, нели? Можеби да надававме уште барем 5-6, можеби ќе ги фатевме временски, ќе требаше малце да брзаат оние кога сме нели под притисок, има шанси и за грешка. Да, тоа се. Продолжете храбро, не се разочарувајте, имаме уште едно надавање. Да пробаме да направиме резултатски пресврт, барем до пенали уствари да играме. Пред да продолжиме понатаму и да прочитам уште неколку од оние женски имиња на 5 букви, тука Адела, потоа Агата, Алена, Вишна, Вишња, Верка, Дијана, Дивна, Дарија, Дарка, Донка, потоа Душка, Ѓурѓа, Елена, Елица, Желјка, Живка, Катја, Клара, Љупка, Мајда, Марта, Милка, Митра, Паула, Петка, Петра, Тинка, Томка, Флора, Цвета и така натаму ги има доста. А сега, драги гледачи, време е за второто надавање, односно втората лицитација. Со оваа лицитација ќе одредиме кој од овие два надпреварувачки пара ќе застане тука до мене, односно дали ќе играме пенали или пак Антони и Горан по трет пат ќе ми се придружат тука на главната сцена. Затоа, да не должам повеќе, темата за втората лицитација гласи: главни градови на држави од Европа и Азија во чие име не се содржи буквата О. Бараме имиња на главни градови на суверени признати држави од Обединетите нации од Европа и Азија во чие општо прифатено име не се содржи буквата О. Имињата на главните градови ги бараме во наша транскрипција. Се признаваат и оние што се водат како градови држави. Морам да ви дадам едно објаснување за општо прифатеното име. Некој оригиналното им содржи и по 5-6 збора, како што е, например, Банкок, но нели Банкок си го викам, иначе правото име не се ни трудам да го кажам. Еве ќе ви напоменам и од мене. Мала помош, нели?
Скопје не е во игра затоа што содржи ово своето име. Бидете внимателни, сакам да кажам понекогаш знаеме да се занесеме и додека ги редиме градовите да почнеме главни градови да редиме, да. Затоа внимавајте и едните и другите. Антони и Горан, дали не е јасна темата? Може, да. Супер. Мартин и Мартин, дали не е јасна? Супер. Знаете, драги гледачи, дека при второто надавање, први започнуваат со надавање, оние кои што имаат резултатска негатива. Моментално во таква ситуација се наоѓаат Мартин и Мартин. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Антони и Горан, а Мартин и Мартин, кога ги имате поводу да повелете? 5. 5. Започнуваме со 5. 12. 12. 20. 20. И 1. 21. 25. 25. И 6. И 1. 26. 27. 27. И 8. 28. 29. 29. 30. 30. 37. 31. И 3. 33. 34. 34. И 5. Едно повеќе 35. 36. 36. Европа и Азија, така? Европа и Азија, да. Океј. До колку 36. 37. 37. 38. 38. 38. Нека повелат. Да одговарат. Мартин и Мартин. Сега е вашиот момент. Одговараме, бараме 38 главни градови во Европа и Азија. Бидете внимателни, направете си некоја шема визуелна во вашата глава, нели? И почнете од некаде. И ајде да ги наредиме 38 главни градови на држави. Атина. Атина. Со главниот град на нашиот јужен сосед Грција, прв точен одговор. Белград. Белград. Главниот град на Србија, втор точен одговор. Париз. Париз. Така е. Берлин. Берлин. Така е. Мадрид. Мадрид. Точен одговор. Хелсинки. Хелсинки. Така е. Пекинг. Пекинг. Точен одговор. Сега на Индонезија, Јакарта или Джакарта сега, таа е... Добро, не. Сега ќе провериме, ако има и ваки така, не воопшто нема проблем да правиме. Така е. Джакарта. Анкара. 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 Главниот град на Турција и точен одговор. Нью Делхи. Нью Делхи. Добро, сега по Делхи. Така е, точно, да. Нема да не го земе за зло. Кардиф. Кардиф. И Кардиф е Велс во Англија, брат. На Велс се врата, Велс не е признат од Обединетите нации. Да. Се залитавме малце, ви реков да внимавате, ова е трикот. Ти ми кажа Велс. Мартин и Мартин. Леле, како ова се види дека е само еден кикс од брзање, од неискуство, кој што добро го искористија вашите противници. Мартин и Мартин, добри бевме, супер и супер тргнавте, искрено ги наредивме на брзинка 10. Сигурен сум дека ќе ги кажете, да. Но мало невнимание и тоа е тоа. Ова е се од неискуство. Ви кажам, не ве тешам, туку ви кажам, реално си правиме сега другарски муавет. И со секој доаѓање во листа за 300 искуството ќе видите колку ќе влијае и на вашиот резултат. Јас искрено ве очекувам да дојдете уште еднаш во листа за 300, најмалку уште еднаш, за да можете на вистина да покажете колку знаете и вистинската игра да изиграте. Сега знам дека многу фактори ви влијаат и на размислувањето, нова средина, камери, светла и си го зима данок од сето тоа. Немојте да се разочарувате, ве чекам повторно да дојдете во листа за 300, а во меѓувреме, за да збогатувате искуство, искрено ви препорачувам и Македонската квиз асоциација. Видете, направете си муавети таму. Ако стварно сакате квизови, таму можете, нели, знаењето да го надградите уште повеќе. А ве чекам во блиски дни на во листа за 300, затоа што имаме тука правило, ако немате освоено
парична награда, можете да дојдете уште во истата сезона. Ако секако останатите, нели, кои што се пријавени тековно успеат да поминат пред вас, ако имаме време, повторно ќе се дружиме до крајот на сезона, договорено. Поздравете ми ги Штипјани и повеќе среќа наредниот пат. Антонио Горан, одлично одиграно, мислам добро. На искуство. Да, на искуство беше. Баш буквално се виде дека ја ги слушав исто додека си ги кажува главните градови и беа точни со исклучокете на овој мал лапсус што беше. Да ги викнете најбрзо што можете. Точно така. Посакуваме се најубаво, меѓутоа уште еднаш нека се консултираат и едниот и другиот пред пред да ги кажат одговорите, така е. Затоа што неискуството игра голема улога, посебно кога им е прв пат на некој квиз. Така е, се сложувам со тебе и фала за советите. И слободно ги во македонската квиз асоциација. Така, еве ќе оставам после квизот таман да си направите муабет, да си размените искуства, информации и така натаму. А пред да ги повикам Антонио Горан тука на главната сцена, да ги прочитам оние главни градови на држави од Европа и Азија кои што не успеа, не стигна да ги кажат моите надпреварувачи. Тука ги имаме Амстердам, Астана, Баку, Берлин, кажавме добро, Берн, Братислава, Брисел, Будимпешта, Букурешт, Вадус, Валета, Варшава, Ватикан, Виена, Вилнус, Даблин, Ереван, Загреб, ајде чека да видиме тука потоа Љубљана, Луксембург, Мадрид, Рејкјавик, Рига, Рим, Талин, Тбилиси, Тирана, Хелсинки. Тоа се од Европа. Абу Даби, Аман, Ашхабад, Бандерсери, Бегаван, Бейрут, Виентијан, Дамаск, Делхи, Душанбе, Русалим, Исламабад и така натаму се дел од оние градови во Азија кои што во своето име не содржат буква тоа. А сега, треба да ги како што реков, време е да ги повикам по трет пат Антонио Горан да ми се придружат тука на главната сцена и да ги соочиме со темата од нашата листа. Дали и колкава парична награда ќе земат, ќе дознаеме во продолжение. Затоа, останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Антонио и Горан по трет пат ми се придружија тука на главната сцена. По трет пат ќе имате шанса да освоите парична награда, како што впрочем и во претходните два направивте. Првиот пат успеавте да ми земете 100 евра, вториот пат 200 евра, можевте слободни на 300 да атакувате, малце беше опасна, ама паметен. Да, паметен подек во секој случај. Темата ми е подготвена, имам и за денеска доста интересна тема и мислам дека со малце логично размислување, нели така и познавање. Сега може не сите пари да ми ги земете, но тоа понатам. Да се подсетиме само како стоат работите со нашата листа, 15 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни одговори за да освоиме максималната парична награда. А во меѓувреме за 3 ваши точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 100 евра, за 9 150, за 12 200 евра и за 15 ќе си заминете со 300 евра од нашето студио. А сега, време за темата, може? Може. Слушајте убаво и вие, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема. Хемиски елементи во кои во символот ја содржат буквата А. Бараме целосно име на хемиски елементи од периодниот систем кои во ознаката ја содржат буквата А. Знаеме дека ознаките на елементите се од една или две латинични букви. Ги бараме оние елементи во чија ознака барем едната буква е буквата А. Како што рековме? Значи треба да има, ако има две букви, една да биде А. Да. И една може како символ А да биде. Не, во символот, да, во символот што од две букви, барем едната треба да е буквата А. Да, во символот. Ја мислам во името. Да, те слушав и затоа викам чекај да ти кажам уште еднаш да не направиме грешка, да. Да, внимавајте. Добре, убаво на време го расчистив, молете да не направиме лапсус. Добро. Да, тоа е тоа малце. Да, малце, да, внимавајте. Ајде ќе тргнеме. Ајде, знам. Ајде, он беше добар во хемија, ами пошто Еве ви добар е. таму хемиски процеси има некој. Опа. Може? Може. Ајде. Па еве, првиот да биде во чест на другар ми, членот на Македонската квиз асоциација, Бари Сени. Бари Сени, ќе биде Бариум. Бариум. Го поздравуваме За Бари. Бари и Сени. Поздрав до сите, и Голем поздрав. специјално до Бари. Голем поздрав до Бари и Сени рековме, така? Да. Голем поздрав другар. Чекаме во листа за 300. Така е, така. Да. Ќе одиме со калци. Бариум, Сега. прв точен одговор, иначе ознаката за бариум е БА. Да. Така потоа Калциум. калциум. Калциум со ознака ЦА. По правило на нештата, втор точен одговор.
И третиот за 50 евра. Продолжуваме со формулата за сол, со првиот дел натриум. Натриум. А која е формулата за сол? На. Ена. Не, ена натриум. Една натриум, а на сол? Натриум карбонат, мислам дека беше. Една CO3, да. Среќа што не сум хемичар. Или што не пробувам ништо. Натриум е третиот точен одговор, точно така, ознаката е НА и 50 евра ги имате сега за сега резервирано. Мораме да се концентрираме во волце. Не, ако, слободно. И слободно можете да се разговарате за подобро да слушате. Да, нема. А, Б, С, Д, Е, Ф, Ф. Горан, може само да те замолам вака малце, да те фала ти. Ф, не знам дали има. Верно, не ще разумем. Не. С, Д, Е, Ф. Има уште? Г, Има. Г, галиум. Галиум, Г. Талиум е... Само тоа не е. Да, Т, а те уре Т. Галиум, талиум, ванадиум. Ајде. Се одлучивме за три кои? Ти уште три. Ајде да видиме. Ванадиум. Ванадиум. Ванадиум, другари, само со В. Само со В. Да, и мене ми е криво. Кои беа останатите што сакаш да кажеш? Знам дека беа Талиум. Италиум сега не знам. И тој не тантал ке беше на тој ги тантал имам. бе. Да. Не, да. Арсен Сега беше. не е криво малце Арсен што... беше. Ама добре, Ма нема везе. Те се ни големи пари, подобро на Волку да изгубе отколку Ајде, да не, ти отидеме да не нагоре. гаш кој да. За гледачите. Да. Ајнштајн дали го има? Ајнштајн. ЕСВ Ајнштајн. Но нема. А како фланец носиш? Што е тоа таму во среbre? АГ. АГ, да. Арсен. Да. А С, злато потоа. Ау, можев да ги ау, да. Наша грешка. Ни се ете мало подсетување. Не идеме прво на Европа, после во Аргентина ќе Така да кажеш. Не, како што рековте самите малце, зезната темава на звучи и ете, ама многу ги има со нели, името само ти наложи, мислиш дека во кратенката ќе има буквата, која се тргнавме постава. со самогласка па, да тргнавме Обратно, може како би. што си тргнувам јас секој пат со првата буква, почетна во азбуката со А, ќе Да, може ќе ќе беа фата. повеќе, ќе беше и злато и сребро и антимоне исто нема. Ако овој пат изгубивме 50 евра, јас сум сигурен дека наредната доколку успеете да стигнете до тука, дека ќе барем ќе ги триплирате парите. Со Господ напред. Така е да со Господ напред. Да. Благодарам. Тоа е што е за денеска, повеќе среќа наредниот пат. Уште еднаш, одлична партија, но за жал крајниот резултат не беше баш онака како што посакувавме, но на мој огромно задоволство ќе имате шанса да го поправите истиот впечаток веќе во наредното издание на нашиот Twitch. Да се гледате златото, среброто. Драги гледачи, пред да го завршиме денешното издание, да ги прочитам оние хемиски елементи кои во својот символ ја содржат буквата А. Само 16 се на број и тоа беше чисто тука зезнато за ако сакате максималната сума да освоите, буквално сите ќе требаше да ги кажете. А тука ги имаме алуминиум, аргон, арсен, сребро, злато, актиниум, америциум, астат, бариум, калциум, галиум, лантан, натриум, проактиниум, радиум и тантал. Тоа се оние 16 елементи, хемиски елементи кои што во својата ознака содржат буквата А. А со ова, драги гледачи, го завршуваме и денешното издание на квизот Листа за 300, кој што секако можете да го гледате само на телевизија Сител. Не ми останува ништо друго, освен да ви посакам да имате добро здравје, да продолжите да гледате телевизија Сител и секако да го чекате наредното издание на нашиот квиз. А до тогаш, не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!